Може? Почитувани гледачи, добар ден. Пред да започнеме со денешната трибина, сакам да го честитам Меѓународниот ден на жената 8 март. Жените играат се позначајна улога во меѓународната и домашната политика, носејќи перспектива што придонесува за поголема инклузивност, мир и социјална правда. Нивната борба за еднакви права и застапеност резултира со позитивни промени во општеството, поттикнувајќи одговорно лидерство и одлучување. По повод 8 март се потсетуваме на нивниот придонес и потребата за уште поголема родова рамноправност во сите политички процеси. Оваа трибина денес е посветена на дамите, секако во политиката, меѓутоа и во општеството. Нашата заедничка обврска е да создаваме општество каде што секоја жена има еднакви можности, почит и поддршка. По повод Денот на жената, денес имаме женска трибина на тема жените во домашната и меѓународната политика со моите гостинки дами Иванка Василевска, пратеничка во Македонското собрание и професор на Правниот факултет Јустинијан I. Добар ден, добре дојде. Добро ве најде, Валентин. И Бети Стаменковска-Трајковска, пратеничка и професор. Бети, добре дојде. Добре ве најде. Ви благодарам на можноста да бидете денеска со нас тука. Иако знам дека е недела, меѓутоа еве јас веднаш би почнал со професорката како професор на Правниот факултет и професор што предава и историја на право. Може ли еден краток историски осврт за тоа, за жената низ историјата и правото на жената? Одлично прашање, Валентин. Навистина, чествувањето на празникот 8 март некако во нашата меморија е од раното детство, кога нашите мајки и баби, секој учителките ги дарувавме со цвеќе и со некоја убава честитка. Во суштина, од мала возраст, кога создавате една перцепција, кога градите една култура на однесување, неминовно е истата да стане традиционална и со текот на времето да се шири диапазонот за целосната слика за тоа што всушност се празнува на 8 март. Ако направиме еден краток историски осврт на Меѓународниот ден за правата, тоест борбата за рамноправност, социјална, политичка и економска на жените со мажите, таа е декларативно усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации дури во 975 година, но корените на истата започнуваат некаде на почетокот на 20 век. Во суштина, ако земеме малку подлабоко да анализираме, знаеме дека човештвото и модерното доба започна официјално со да се брои времето од времето на француската буржоаска револуција, либерте, егалите, фратерните, беше мотото врз основа на кој што во текот на целиот 19 век се создаваа уставите, прво уставните монархии, а потоа и развојот на нациите, на националните држави, еден процес кој што е се уште актуелен и не завршен како една фаза. Понатаму, на оваа револуција морам да споменам дека и претходеше и уште една многу значајна револуција која што е во контекст на ова што претходно го кажав, а тоа е Американската револуција и создавањето на Соединетите Американски држави како една супер идеја создадена од европските прогресивци и луѓето кои што тргнаа на новиот континент да бараат потрагата по среќа. Но има и уште една револуција која што исто така, би рекла, истоветно значајна како овие две, а тоа е секако индустријската револуција на почетокот на 19 век, од каде што и почна прашањето кое што се сегментираше со текот на следните декади и во однос на работничките права, на жените, нивниот социјален статус, политичката состојба, економската независност и така натаму. И оваа борба однесе многу жртви, бараше особено голем напор во однос на разбирањето на процесите кои што треба да доведат до одредени можности во свет кој што во текот на целиот 19 век дефинитивно агресивно се индустриализираше и до самиот крај навлези во оној агресивен империализам, па кој практично доведе до големата војна или до Првата светска војна. Во целиот овој процес
Имаме одредени примери. Јас би го издвоила, на пример, и особено ми се интересни оние предавања со моите студенти кога говориме за значењето на Кримската војна на почетокот на втората половина на 19-тиот век, бидејќи тоа е војната која не само што ја измени начинот на водењето на војните во Европа, туку и направи одредени исчекори во поглед на влијанието на јавното мнение, на поединецот во однос на завршувањето на истата. Па така, ќе ја споменам Флоренс Најтингел, која успева да собере огромен број на жени и да ги донесе на Крим како болничарки. Практично тоа е и зачетокот на болничарската, на професија, како и на професијата на медицинските сестри. Секогаш ќе видите тука проивладува хуманоста и желбата да се помогне на човештвото, да му се помогне на човекот и на оние на кои што им треба најмногу помош. Но во текот на втората половина на 19 век, посебно со развојот на марксистичката теорија и движење кое што ќе започне од Маркс и Енгелс, тоа е во тоа време прогресивно движење, социјалистичкото движење и борбата за работничките права. Во рамките на овие кругови и ќе се појават и огромен број на жени кои ќе дадат свој придонес и ќе почнат да се активираат и во политичка смисла и да даваат секако поддршка на барањата за правичност во однос на работничките права. Веќе во првата деценија од 20-тиот век, тука се искристализираат одредени движења кои што, например, повторно започнуваат на новиот континент или на северноамериканскиот континент. Веќе во 909 година имаме првото чествување на меѓународниот ден на жената. Секако тоа е во рамките на социјалистичкото движење. Понатаму, во втората деценија од 20-тиот век, веќе ја имаме активизацијата на познатите активистки за човекови права, за женски права особено, а тоа се Роза Луксембург и Клара Цеткин, кои ќе придонесат да се омасови барањето и движењето за женски права и во рамките на истото да се испратат пораки кои што потоа за време на болшевичката револуција, таму некаде 919 година, во исто време кога Европа ќе се пацифизира и ќе носи решенија во Версај, во Советска Русија ќе се обележи прв пат меѓународниот ден за правата на жената. Во однос на западниот концепт или западноевропските земји, па и Западот генерално, празнувањето на 8 март ќе се појави како феномен веќе во 60-тите години и тоа е времето кога ќе има неколку децении кога нема да биде застапено, истото и нема да се третира. Веќе во 60-тите години од минатиот век започнуваат повторно во рамките на оние, како се вели, времето на водолијата, времето на хипи движењето, времето на пацифизмот, кога започнуваат да се развиваат различни гледишта во однос на во тој период и актуелната студена војна, војните на различни точки географски ни светот и така натаму. Во тој период па наваму се, како што веќе кажав и на почетокот, во 1975 година и Обединетите нации го усвојуваат 8 март како ден кога ќе се чествува овој празник. Што значи дека низ историјата можеме да приметиме онаа женска борба што ја велам, мислам дека и треба да продолжи. Не треба да застане, треба да продолжи и да се даваат можности на жените и да како низ минатото да продолжуваат со своите одлуки, јас ни шала и некогаш знам и да кажам, жена знае да реши проблем за 5 минути. Бидејќи тие се како да го наречам тоа, тие знаат едноставно како да решат некој проблем кој што можеби многу луѓе не знаат да го решам со својата можност, желба и страст за решавање на одредени проблеми и слично на тоа. Да не одовлекувам, јас би продолжил сега кон пратеничката. Што за вас представува политиката и како е да се биде жена пратеник? Со што се соочува жената пратеник? Бидејќи двете сме пратенички, така. Предпоставувам дека е за мене прашањето. Она што Ина претходно го говореше, во суштина цело време беше политиката е
начин на действување, начин на работење. За мене е тоа политиката. Начин на действување, начин на работење и начин на менување на нештата во еден правец во кој што како личност верувам. Јас сум дел од ВМРО ДПМНЕ и силно ја поддржувам програмата која ние ја имаме и која се целиме да ја постигнеме. Верувам во тие работи заради тоа што се тие блиску до моето карактерно убедување. Јас, за мене, политиката накратко би кажала дека е стремење кон создавање на одредени цели кои ќе значат добробит за сите. Но пред се, како мајка, како сопруга, кажувам дека е добробит за моето семејство. Зошто? Заради тоа што сакам моите деца да останат во Македонија. Целта е таа. И кога сите ќе ги остваруваме тие цели заедно, тогаш создаваме едно општество кое ќе биде убаво и одлично место за живење за сите. Сега како е да се биде како жена политичарка, тоа е навистина еден интересен предизвик. И уште кога се слушнавме, ќе откријам за македонската јавност, уште кога се слушнавме вчера со Валентин да се договараме дека денес треба и сака и благодарам за поканата, да бидам гостин во оваа трибина, јас првин што му реков, леле Валентин, па јас имам организирано гости, леле, па јас имам домашни обврски. Сите ние, како жени политичарки, покрај тоа што активно сме вклучени во политиката и креирањето на политиките во Македонија, ние исто така сме активни и нормално во креирањето на политиките во сопствениот дом. Се создава и се прават можности и со добра организација се постигнува се. Ке повторам, не е едноставно да се биде жена во политиката, бидејќи тоа е еден интересен свет кој, еве, го живеам живот скоро 5 години, активно во политиката како пратеник, а претходно активно, но како професор и активист во ВМРО ДПМНЕ си има една пак друга насока, да кажам. Сега ќе се повторам и ќе кажам, со добра организација може се да се постигне и може да се биде успешен политичар. Јас се стремам кон тоа, не велам дека се уште сум. Ние мораме да го правиме тоа, заради тоа што даваме еден личен пример за останатите жени во Македонија, дека можат тие да бидат дел од политичкиот живот во Македонија и дека се постигнува секога се сака. Дека можат и треба да ни се приклучат и треба да ни има многу, бидејќи сега оваа тема околу 8 март е многу повозвишена, посебно за жените политичарки, заради самиот празник, но еве и повторно и покрај овој празник, повторно ќе апелирам, како што секогаш апелирам, бидејќи сум и дел од Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, апелираме што повеќе жените да земаат учество во креирањето на политиките и во политичкото действување во Република Македонија. Жените знаат, жените умеат, но жените мора да бидат поддржани и од мажите. За да имаме едно успешно општество, една успешна држава, едно успешно политичко работење, ние мораме да работиме како целина. И тука нема разлика помеѓу мажи и жени. Мораме да бидеме и да действуваме заедно. Така да, убаво е да се биде дел од политиката и да се има можност да се прави нешто со кое што ќе се учествува барем на најмал начин во действувањето и создавањето на колективната меморија за Македонија, за историјата на Македонија, бидејќи јас на моите внуци ќе им раскажувам, ќе не има во мемуарите на едно собрание по одредени активности кои што сме ги превземале и стануваме дел од историјата на една држава. И јас тоа го посакувам на сите жени и сите заедно треба да се стремиме кон такво нешто, да градиме една многу поуспешна и поубава Македонија заедно.
Јас немам што да додадам на ово, конкретно на прашањето, така да би се осврнал сега кон професорката. Иванка, бидејќи сте член на Комисијата за надворешна политика во Собранието, според вас колку кај нас е жената застапена во меѓународната заедница и на кој начин вие ги промовирате жените во меѓународните организации? Јас, Валентин, често пати велам дека јас не ја барав политиката, туку таа ме бараше и ме пронеде мене. И во даден момент некако судбински се вкрстуваат сите нешта, минатото, образованието, воспитанието, целите, идеолошката матрица, обкружувањето и во даден момент сето тоа кога ќе се концентрира се случува истото. Ако нешто од рано време од студии ме интересирало, тоа била меѓународната политика. И затоа и се запишав на правниот факултет Јустинијан I, дипломирав без оглед и на приватните обврски и со мало дете, не се откажав од таа желба, не ми одеше тешко, напротив, со леснотија изучував, се надоградував и во текот на животот едно по друго се стекнуваат многу искуства и од домашни семинари, обуки, како и на меѓународните студентски платформи и младински движења, во кои што некаде до 30-та година се стекнав со одредени афинитети кои во голема смисла ми помагаат и сега во Македонското собрание. И минатиот мандат и сега сум членка на Комисијата за надворешни работи, исто како и на Комисијата за европски прашања. И тука се навистина се пронаоѓа многу, бидејќи ја работиме онаа жива материја која што е поврзана со представувањето на Македонија во надвор и пред меѓународните институции, но и во однос на билатералната соработка со нашите пријателски држави. Од таму морам да ви кажам дека првично впечатокот е дека не постои разлика во однос на афинитетите и талентите на македонските политичарки, еве да речеме политичарките во Европската Унија. Она што се разликуваме е во фактот што кај нас се уште, како едно прикриено мизогино општество, кај нас се уште мораме да бидеме гарантирани со квоти и врз основа на квотите да го држиме нашето темпо и присуство, секако таа борба не е завршена и допрва почнува, додека на Запад претежно жените имаат многу други критериуми со кои што можат да се пласираат на таа политичка арена, а еден од тие критериуми е само половата припадност или женскиот род. Во однос на искуствата и сознанијата, морам да ви кажам дека надвор жените се многу поедноставни. Колку сте има дури една вака паралела психолошка. Сите оние кои што доаѓаат од земјите на источниот блок повеќе внимаваат на својот аутфит, на својот надворешен изглед, повеќе се трошат пари за скапа гардероба и чевли и чанти кои што во суштина кога ќе направите муабет помал е квалитетот и суштината на нештото, додека жените политичарки од Запад, морам да кажам дека најмалку обраќаат внимание на својот физички изглед, тоа не значи дека се валкани и не соодветно облечени, но се скромни и со нив диалогот оди во насока на суштинските прашања и суштинските интереси кои што не поврзуваат дали се глобални, дали се регионални, дали се локални од различен аспект. Исто така на Запад многу повеќе се внимава во однос на профилацијата. Например, профилот, како што е мојот, никогаш, например, нема да го видите во прашање од локална самоуправа. Не дека не се битни, туку има други кои што се стручни за истата тема или за прашања во здравствениот систем, генералните општи прашања што ги засегаат сите, да, но таму каде што треба стручно да се артикулира, одат оние кои што имаат знаења и предзнаења и работеле во тие области.
кај нас некако жените сме изложени повеќе на тоа дека мораме да прифатиме се да научиме во политичката арена и немаме многу разбирање во однос на тоа каде можеме најдобро да поентираме и да блескаме. И тука тоа е, морам да кажам, и честопати заморен процес кој знае и да земе огромен данок и во однос на здравје и во однос на квалитетот на приватниот живот, без кој што ние посебно, еве и Бети е тука, може да се согласи со мене, ние како конзервативни политичарки обраќаме сериозно внимание на нашите семејства, на нашите блиски, како и на сите наши поддржувачи кои сите овие години ни ја даваат својата поддршка, но и ја бараат нашата поддршка во даден момент. Тоа е огромен напор со кој што навистина треба да се гордееме и да ги пофалиме жените во политиката во Македонија, бидејќи навистина е еден процес кој што не е благодарен, би рекла, е многу круто, но е бара многу енергија, бара многу посветеност и бара катадневна работа на себе си. Благодарам. Сега би сакал да упатам едно прашање до Бети. Пред некој време станавте, ова морам да го потенцирам убаво, витез од редот на академски палми од страна на Француската република. Да. Колку за вас ова значи? Премногу. Да, зарем има збор за да се објасни и да се прикаже и вам, Валентин, и на македонската јавност, честа која ми беше укажана од Француската република за да се вреднува мојот труд кој несебично го давам изминатите години во промовирање и на француската култура и францускиот јазик. Именно за појасна да биде сликата околу ова, станува збор за едно одликување кое е старо скоро 200 години и 200 години Француската република во самите почетоци на еден начин, после тоа сето тоа се моделира и се менува, даваат вакви именувања на луѓе кои даваат посебен придонес во промовирање на францускиот јазик и француската култура. Моите почетоци во гимназија Орце Николов, каде што доаѓам, и работењето во билингвалните француски паралелки, се почетоци кои што значат придонес во овој сегмент. Од 2008 година јас учествувам таму и не беше едноставен патот и не беше лесен патот, бидејќи сепак е предизвик за да се научи нештото и нештото потоа да се пренесува на учениците понатаму. Колку умешно тоа го правевме и колку умешно сме го пренесувале на учениците, тоа е еден момент кој што секогаш јас сум многу самокритична, премногу сум самокритична и секогаш викам, секогаш можеме ние подобро да го направиме истото. Со самото влегување како пратеник во собранието на Република Македонија, јас зедов учество и во делегацијата на парламентарното собрание на франкофонијата. Во првиот мандат бев заменик председател и тогаш некако воочувајќи ги недостатоците на неколку моменти, а тоа е немање многу голема активност во собранието на оваа група и немање линк помеѓу образованието и нештото на еден мој креативен начин најдов да ги поврзам и двете работи, зашто сум особено горда. Имено станува збор со тоа што ние направивме една програма во секцијата по која работиме веќе неколку години и сега во месецот на франкофонијата ќе може да и ќе се направи на 20 март еден многу убав настан кој не е прв пат, повеќе пати се прави во собранието, а тоа е децата дебатираат на француски јазик, она позната кај нас во собранието имам став активност, но сето тоа се случува на француски јазик. На таков начин даваме едно вреднување и на професорите кои помагаат за да се направи тоа, ги почитуваме и учениците и ги вреднуваме нивниот труд. И сметам дека е многу убав така еден ревијален настан каде што после тоа има и дружење. Ни гостуваат не само амбасадорот од Франција, туку и другите франкофони амбасадори кои се овде во Македонија, од Романија, од Грција, од Шведска, од Швајцарија се извинувам. Значи, така убав настан кој изближува.
бара многу подготовки, многу активности, затоа службите во собрание многу убаво го работат, заедно сите секако. Правиме и други многу активности. Дел од тоа ќе спомнам е што пратениците, на пример, сега одат и во посета на билингвалните француски паралелки. Ние имаме повеќе такви во Македонија и само еден стимул, едно запознавање со тоа што се ние како пратеници можеме да помогнеме на ваквите видови на паралелки и еден мотив плюс за да се зголемува бројот на ученици во таквите паралелки. Ќе бидам себична сега и ќе кажам да, треба да се зголемува бројот заради тоа што децата треба да знаат повеќе јазици. И мене така ме воспитуваа дека ако знаеш повеќе јазици, повеќе врати се отворени и поголема и полесна ќе биде комуникацијата. Нема ограничување со јазиците, значи нема добар јазик и лош јазик, има само живи и неживи јазици и ние треба да ги учиме секако живите јазици. Сето тоа беше, целиот тој мој труд беше забележан од страна на Француската амбасада и вработените во Француската амбасада, кој ме именува за да се започне процедура за ваква номинација. Значи, сите тие документи, истражувања и ред други работи се направени, па и си има процедура, се испраќаат во Франција и после тоа со декрет од француската влада, министерот за образование, јас бев именувана за витез од редот на академски палми. И да, честа е голема, задоволството е големо и јас сум навистина премногу среќна и премногу почестена што сум ете именувана за такво нешто. Јас можам само да ви честитам и да ви се заблагодарам за она што го правите за државата, односно за промовирање во, ете да речам, во меѓународната политика. Така да, секоја чест. Така, ова ни дава, Валентин, многу можности кога одиме ние на нашите службени патувања, кога ни доаѓаат гости во собранието, целиот оној минат труд што ние сме го направиле за меѓународна промоција на Македонија, но и на другите култури во Македонија, ни дава една посебна можност за промоција и разговор и, впрочем, партнерите кои се во целата таа меѓународна политика, да кажам, со поинакви очи не гледаат, заради тоа што гледаат завршени дела, гледаат работа, гледаат посветеност, гледаат честност, а не гледаат од типот на досега што го гледавме ние во промовирањето од типот на ке биде, не се секирете, да. И грешките кои што се правеа во промовирање на државата на меѓународно поле. Да не заборавиме, никако не смееме да заборавиме во каква состојба претходно ни беше државата. Во каква состојба ни беа претходно сите системи во смисол се што е поврзано со политиката. Мораме да се трудиме да ги менуваме работите и со еден таков пристап се менуваат работите. Друго е кога јас ќе отидам на одредени средби кои ги имаме, а и ги имаме такви средби, и кога ќе кажам дека ние во собранието имаме направено многу чекори, многу активности. И поинаку се фали Македонија кога ќе имаме што да кажеме. Така се согласувам со вас. Одиме кон овој трет последен сет на прашања. Во овој сет на прашања ќе бидат слични во однос на тоа што сметате, професорката, што сметате дека треба да се направи за да се мотивираат жените да се вклучуваат во политиката и да помогнат во општеството, бидејќи, како што кажав и на почетокот, жените според мене мислам дека најубаво знаат како да се подобри одредена ситуација или одредена работа и во општеството, па и политиката и во многу други полиња. Така е, Валентин. Јас многу пати тоа го говорам изминативе години и нема да престанам да зборувам без оглед дали ги вознемирувам одредени духови, дали нели тоа создава некаков притисок и сето тоа, но кога, како велат, пред вистината и боговите молчат, македонското општество покрај оние наметнати проблеми со кои што се соочува, економската екзистенција, политичката стабилност, многу други прашања кои што се нели од аспект, малку допревме од нив, од културолошки аспект и така натаму,
има проблем со два клучни столба со кои што ние, ако сакаме сериозно да направиме ресет во општеството и да го подигнеме нивото на политичка култура и на општествен, економски и политички развој, ќе мора да се справиме. Тоа е позитивната дискриминација и негативната селекција. Погледнете овие 20 години колкава инфлација на незаслужени купени академски дипломи имаме. Погледнете го и направете, еве некој да се обиде да направи статистика во државната и во јавната администрација колку од овие дипломи се внатре во практично административниот организам и дури раководни места земаат и така натаму. И сето тоа влијае на паѓањето и на ентузијазмот, но и на разбирањето што значи самата диплома. Тоа е негативната селекција. Ќе купам диплома, ќе си фатам партиски или друг тип на врски, ќе влезам во државна јавна администрација и потоа само небото ми е лимит. И тоа е, вака грубо кажано, нешто со кое што сите ние како македонски граѓани се соочуваме катадневно. Јас најавив дека ова не е пријатно, но често пати и председателот Мицкоски, кој морам да го поздравам тука, е голем поддржувач на нас жените во ВМРО-ДПМН и генерално на жените во политиката. Кажува дека ако било лесно ќе биле други, а не ние. Така, јас се согласувам со истото и сметам дека за сите непријатни и тешки прашања ние имаме предизвик во времето кое што ни е дадено и довербата од македонските граѓани да се обидеме да направиме нешто во врска со сето ова. Понатаму, позитивната дискриминација се однесува на квотите, но квотите кои што се ја застапуваат етничката припадност, која не секогаш нуди квалитетен резултат. Значи, апсолутно сметам дека сите етнички заедници во Македонија, според Уставот, мораат да имаат еднаква застапеност и присуство и да имаат шанса на пазарот на трудот и секаде каде што имаат желба да се надпреваруваат, да бидат дел од истиот систем. Но доколку видите во реалноста, и затоа и настана проблемот, малку и пред да почнеме со подкастот со Бети, разговаравме во однос на одредени случувања кои сега опозицијската Дуј ги леферува како повторно како закани во јавноста, но во суштина тоа е така затоа што ако видите во времето на претходното владење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Демократската унија за интеграција, колку луѓе се вработени, повторно ќе споменам во државната јавна администрација и колку од нив реално одат воопшто на работа. А да не кажам колку од овие нивни членови земаат, например, пензии, а не живеат туку, работат некаде во странство и така натаму. Колку злоупотреби се направени од страна на политичката моќ и политичката волја на искористување на државните добра за кои што сите ние поединечно плаќаме данок и сме даночни обврзници. Ги плаќаме тие институции од нашиот труд, од нашата работа, да можат да го водат и да го раководат општеството. Во услови кога имате трибалистички однос кон политиката и кога сакате да создадете еден впечаток врз основа на кој што ќе се прикажувате постојано како жртва, а во суштина ќе го злоупотребувате тој систем, тогаш тоа е почитувани позитивна дискриминација и ние истото го најавивме и во изборната програма минатата година, со укинувањето на балансерот и со воспоставување на правичен и фер пристап на сите македонски граѓани кои не мора да се припадници на победничката политичка опција, а сакаат да учествуваат и да се јават на конкурс и да добијат шанса еднакво како сите. Тоа се тие европски вредности кои што ние како општество ќе мора да се научиме дека ќе треба да ги почитуваме. Сето тоа заедно ставено во корелација со предизвиците со кои што се соочуваме, навистина сметам дека и ние жените како сами по себе треба да одразуваме пример за тоа како другите жени треба да се однесуваат. Во суштина ние сме срекно одбраните, сме имале можноста и храброста да влеземе во овој многу голем океан на политиката и истиот не прави и поцврсти и помудри, но и го испитува и степенот на издржливост и фокусот на тоа што навистина сакаме да постигнеме во оваа фаза од овој човечки живот. Понатаму, ако сакаме да бидеме до крај искрени, ние мораме
да апелираме и за регулирање на политичката бласфемија и непримерниот однос со кој што посебно се соочуваат жените политичарки во Македонија, тоа од сите политички спектри. Значи нема исклучок од ова или од онаа страна. И истиот повторно доаѓа најчесто од мажите или од одредени политички центри кои имаат проблем со прифаќањето дека одредена жена може да има поголем рейтинг од нив самите, може да има поголем допир до јавноста, граѓаните убаво да реагираат на незе. Едноставно, на таквите недооформени, би рекла, мажи во политиката или во позадинската моќ, повеќе им одговараат жени кои што ќе бидат една само фасада, жени кои што ќе бидат артикулирани од друг центар, кои што нема премногу да му ја мислат и ќе го живеат сонот, Dream Team. Тоа е вака, генерално зборуваме искрено и без ракавици, и тоа е една битка која што на сите нас ни создава во даден момент и оптеретување, но и не става пред дилемата дали вреди да се изгуби здравието, да се изгуби приватното време, да се изгуби времето од својата професија, да се дадеш за доброто на сите, а во услови кога гледате дека некој тоа ужасно го искривоколчува, употребува највалкана пропаганда против вас, да не кажам и ова што се случува, дека секој еден психопат на позадита статурата може да по цели денови и ноќи да се изживува со одредена жена, и тоа е нешто што ние треба како општество да го препознаеме, да го осудиме, и дури не мора ништо и да се направи, тоа треба само да се игнорира и да му се стави точната дефиниција врз основа на која што ќе можат жените слободно и еднакво со мажите политичари да се борат во политичката арена, секако со повисока цел. А таа повисока цел ќе се види како резултат и таа самите граѓани ја оценуваат на крајот од секој еден 4-годишен циклус. Би сакала и да потенцирам дека познавам многу исклучително талентирани жени, жени со политички став, жени со знаење, жени кои би можеле да дадат огромен придонес, но, за жал, немаат снага, ниту волја да влегуваат во толку сива зона или непознати аспекти со кои што ќе дојдат или ќе се доведат себе си во одредена позиција која што воопшто не е пријатна. И ние, како жени политичарки кои што сме активни, треба да им подадеме рака на истите, со својот пример да им го олесниме патот, бидејќи сите сме менливи и минливи, сите имаме одредена фаза во животот кога работиме нешто и тоа има одредена кулминација, и тогаш потоа треба да дојдат свежи, нови сили. Врз основа на тоа не значи вие да умрете политички, да ве снема, туку значи да бидете поддршка и да помогнете на следните генерации. И само така, на тој принцип, во суштина кој што се почива на либерално-демократските начела за кои што се бориме да ги достигнеме и да станеме еднакви меѓу еднаквите во рамките на Европската Унија, ќе можеме да кажеме дека сме ја завршиле успешно нашата работа. Инаку сум убедена и потенцирам дека во Македонија има исклучителни жени. Јас сум благодарна што во рамките на ВМРО ДПМН ова едно децениско искуство во политиката и во политичката партија ми овозможи да стекнам искрени пријателки без кои не можам да си го замислам сопствениот живот. Понатаму запознав жени кои што насекаде од сите етнички заедници, од сите политички партии, кои што ме восхитуваат и од кои што многу научи во изминатиот период. И тоа е една позитивна интеракција која што треба да ја поддржуваме и да ја поттикнуваме. Секако, горда сум на мојата партија, што за прв пат во историјата, не само од почетокот од 44-та, кога е создадена современата македонска национална држава, туку и од времето на плурализмот, после 3-децениска битка, имаме жена председателка на државата. Тоа е многу голем историски исчекор, а воедно и моја професорка, драга колешка од Правниот факултет Јустинијан I, Гордана Силјановска-Давкова. И тоа е сигнал за прогрес, сигнал за широк диапазон и сигнал за чувство за времето кое што доаѓа, бидејќи политиката, ние во академијата се занимаваме со минатото за да ја проектираме сегашноста и да ја предвидиме некако иднината.
но во политиката таа секогаш гледа само напред. И тоа е она што мене искрено многу ми се допаѓа. Ви благодарам, професорка, убаво кажано. Еве последното прашање и кон вас. Дали жената, за разлика од порано, сега е позастапена во државните позиции и на кој начин вие би ги мотивирале жените да се вклучат во политиката и да придонесат за подобро утре за Македонија? Прашањето кое што секогаш си го поставуваме ние како жени, активни учеснички во политиката е дали не има доволно. И ние секогаш викаме не. Не нема доволно. Треба да не има повеќе. А дали во институциите не има доволно? Сега за да дадам одговор конкретен на ова прашање, Валентин, јас морам да го кажам она што претходно нам ни се случи. Тоа е како владеачка партија, како влада, која што ја наследи државата во еден момент на слободно паѓање. И кога се има состојба на слободно паѓање, еви ние, или физички кога би реагирале првин да го стопираме слободното паѓање. Зошто слободно паѓање? Заради тоа што претходната состојба со власта предводена од СДСМ и ДУ и беше таква каква што беше, затоа и беа на таков начин казнети на парламентарните избори, првенствено предзнак беа и локалните избори претходно, но на парламентарните избори тие има невиден дебакл. И кога веќе се сменија работите, кога криминалците беа тргнати од власта првенствено, што требаше да се направи? Требаше да се направи стопирање на слободниот пат. Кога се стопира слободниот пат, се прави нешто со кое што треба државата да стигне до една нула. Немаме ние избор за вметнување на политики како што би имале избор после 8 години гледано од сега, кога веќе државата ќе биде на одредено ниво. Кога државата веќе ќе се стреми кон раст и развој, а не кон стопирање на слободниот пат. Имаме во светот и високо развиени земји кои процентот на застапеност на жените во институциите, во владите, не е на задоволително ниво. Ние не сме многу различни од другите. Но она што не прави различни е што имавме претходно власт која многу ја крадеше оваа држава. Тоа е нешто кое што не смееме да го заборавиме, пак го кажувам и сегде го апелирам, за да ја анализираме состојбата во Македонија после 9 месеци промена на власт. Ние мораме да знаеме што сме имале претходно и да не го забораваме тоа што сме го имале претходно. Дали треба да ни има повеќе? Пак ќе го кажам истото прашање, да. Треба да ни има повеќе. Убаво е она што Валентин го спомнавте и вие. Жените знаат да сработат. Жените работат. Жените умеат, жените знаат. А како ние да ги мотивираме жените да тие земат поголемо учество пак во политиката? Секоја една жена мотивацијата си ја носи во себе. Таа на некаков начин е скриена. Значи скриена од аспект на тоа што секоја една мајка мотивацијата за работење и придонес во општеството и во државата се низините деца. Секоја една сопруга мотивот и е сопругот. Зошто? Бидејќи и едните и другите може да заминат од државата и да не се гледаат толку многу често, да нема прегратки, нежност. Сепак ние како жени си го сакаме тоа. Секоја една сестра, секоја една девојка има мотив во себе. Мотивот е оние што ги сакаме. Постојат два вида на луѓе. Добри и лоши луѓе. Границата е многу јасна помеѓу нив. Добрите луѓе се оние што сакаат, оние што имаат мотив во себе, оние што можат нешто да направат. Тие жени и текако можат да придонесат за промена на нештата во државата. Не е тежок патот, напротив, сите треба да се вклучат, да што носи, само еден пример би дала, што носи тоа едно дружење и еве ќе си ја спомнам унијата на жени. Пред многу години, кога ми било тешко заради губењето на родителот, една
Моја комшика дојде и ми рече: не тагувај дома, дојди со нас. Повторно во Унијата на жени. И навистина беше така. Ние си даваме поддршка. Жените си даваат поддршка. Жените знаат многу креативни да бидат. Жените знаат да сработат. Ама и да се тапкаат порамо, кога ни е тешко. И навистина беше така. Тоа е еден повик, таа е една внесеност во целата работа, уште пред 20 години, направи еве јас денес да седам овде со вас и да зборувам како пратеник. И сум многу горда на сето тоа. Благодарение на тоа што во Унијата на жени некогаш постоеле и постојат и денес прекрасни жени кои се поддржуваат. И партијата е впрочем тоа, семејство. Зошто? Заради тоа што гаеме и негуваме исти политики. Иста цел имаме. А таа стремењето кон заедничката цел ни дава да си ја промовираме земјата и на домашен план и на меѓународен план на еден поинаков начин. Бидејќи Македонија има вредности кои треба да се промовираат. Убаво е да се биде жена во политиката и убаво е жените, доколку не следат, и јас апелирам, што повеќе да ги има во политиката, затоа што секој еден човек си има одреден талент и одредено делче со кое што може во мозаикот да придонесе да биде Македонија подобро место за живење. Се согласувам и благодарам и вам. Наистина, после, мислам, со две дами вака, јас наистина немам што повеќе да додавам на оваа тема. Единствено да ви се заблагодарам за можноста да дискутираме на оваа тема, на тоа што изнесовте доста ставови за тоа како жената треба да се мотивира за да се вклучи во политиката, како на домашно, така и на меѓународно поле, но и за тоа што вие како жени се соочувате во политиката, па и надвор од истата. Пред да завршим, уште нас би ви го честитал празникот 8 март, денот на жената, и ви посакувам успех понатаму во политиката и промовирање и на жените и на партијата ВМРО ДПМН, и на домашно и на меѓународно поле. Ви благодарам за можност. Благодарам. И како за крај, јас можам да заклучам овој пат само една работа, тоа дека женската борба не е завршена. Да се бориме жената да го добие заслуженото место во општеството. Ви благодарам за вашето внимание и се гледаме повторно следната недела. Поздрав и секое добро.